Знаете, постои една слика, една метафора, која обстојува со илјадници години, а зборува за се, за водство, за заштита, па дури и за самата наша човечка состојба. Да, зборувам за сликата на пастирот и неговото стадо. Денес ќе се нурнеме длабоко во оваа моćна библиска метафора. Со помош на анализата на Мари Ноал Табу, ќе се обидеме да откриеме што е тоа што ја прави толку жива и значајна, дури и денес. Океј, сликата на пастирот, таа е многу повеќе од само некој религиски символ, нели? Таа е некако универзален знак за водство, за заштита. Ама, сепак мора да се запрашаме. Зошто? Зошто една толку древна слика се уште има толку силно влијание? Што ни кажува таа, ама на вистина, за врската помеѓу божественото и човечкото? Ајде да истражиме заедно. Еве го нашиот план. Прво, ќе видиме зошто оваа метафора е безвременска. Потоа, ќе ги разгледаме двете страни на приказната – Бог како пастир и човечеството како стадо што залутало. Клучниот дел ќе биде улогата на Исус како гласот на тој пастир и секако ќе завршиме со големото ветување, ветувањето за изобилство. И гледајте, веднаш наидуваме на нешто што е навистина извонредно. Имаме една иста моќна слика, пастирот, која се појавува и поврзува 4 текстови што се навидум сосема различни. Зборуваме за делата на апостолите, псалмите, првото послание на Петар и секако Евангелието според Јован. И ова, верувајте, не е случајно. Тоа е како некоја златна нишка што се провлекува низ целата Библија и дава неверојатна смисла и поврзаност. За да сватиме вистинската моќ на оваа слика, мораме малку да се вратиме назад во времето. Замислете си, за луѓето што живееле тогаш на Блискиот Исток, пастирот не бил некаква абстрактна поетска идеја. Не, тоа била нивната реалност, нивното секојдневие. Пророците веќе со векови го користеле тој јазик за да го опишат односот меѓу Бог и Израел. Па така, кога Исус ја употребил оваа слика, тој сушност зборувал на јазик кој сите, ама баш сите, веднаш го разбирале. Добро, да почнеме од самиот темел. Значи, долго пред Исус воопшто да се појави на сцената, Стариот Завет веќе ја има поставено оваа слика – Бог во улога на пастир. Всушност, токму тука се раѓа целата метафора. Тука се дефинира тој однос помеѓу Бог и неговиот народ, преку оваа слика на, па знаете, постојана грижа и сигурно водство. А овој стих од Псалм 22, односно 23, е можеби најчистиот, најмокниот израз на таа идеја. Слушнете го добро. Ова не е само некаква надеж, не, ова е изјава на апсолутна, непоколеблива доверба. Не се работи само за заштита, туку за целосно снабдување, за комплетна грижа. Поентата е, кога Бог е пастирот, ништо, ама баш ништо суштинско не ти недостасува. Ова е буквално каменот темелник на целата метафора. Ама чекајте, приказната оди уште подлабоко. Размислете вака. Во тоа време, стадото било богатството на едно семејство, нели? Нивниот највреден имот. Епа, ако Бог е пастирот, што значи тоа? Тоа значи дека народот е неговото најскапоцено богатство. И тука, анализата на Табу открива нешто фасцинантно. Оригиналниот хебрејски збор што се користи за ово на друго место може да се преведе и како диадема. Диадема, кралска круна. Па колку моćна слика е тоа? И ова совршено ни го покажува тој двонасочен однос во Сојузот. Тоа е како двонасочна улица, прекрасна реципрочност. Значи, од една страна го имаме народот како стадо, како Божјо богатство, но од друга страна и народот вели: Господе, ти си моето наследство, мојот дел. Практично, секоја страна е најголемото богатство за онаа другата. Совршен баланс. И да бидеме јасни, не зборуваме за некој пасивен чувар што само седи и гледа. Не. Пророците како Исаија и Езекиел се кристално јасни околу ова. Пастирот има полни раце работа. Неговата задача е да ги собере распрснатите, да ги одведе на сигурно, да ги нахрани гладните, да ги преврзе раните на повредените, да ги штити од секакви опасности и да ги брани од непријателите. Значи, ова е слика на постојана, будна, активна грижа. Добро. Ајде сега да ја свртиме монетата. Досега зборувавме за пастирот. Ама, што е со стадото? Ако Бог е пастирот, што кажува оваа метафора за нас, за луѓето? Па зборува многу отворено за една длабока универзална човечка реалност, состојбата на изгубеност. Тоа чувство на лутање кога си одвоен од својот водич. Во делата на апостолите наидуваме на една фраза што звучи прилично силно – изопачен род. Ама, чекајте, ова не треба да го сватиме како некаков презир или навреда.
Според анализата, зборот изопачен или искривен овде има многу буквално значење оној што не е на правиот пат. Тоа е едноставно слика на една генерација која да речеме скршнала од патот и тргнала по сосема погрешна патека. И ова не носи до еден клучен концепт – преобратување. Заборавете на тоа дека ова е само некоја промена на мислење. Не, на библиски јазик ова е многу физички поим. Замислете си некој што оди во тотално погрешна насока. Да се преобрати значи буквално да застане, да направи полукружно свртување од 180 степени и да се врати назад на вистинскиот пат. Тоа е комплетна промена на правецот, не само на мислењето. И првото послание на Петар само ја засилува ова идеја уште повеќе. Вели, зашто бевте како залутани овци. Ајде да ја замислиме таа сцена. Тоа е состојба на тотално лутање, без никаков водич. Овците се ранливи, дезориентирани, потполно изгубени. Ова во суштина е сликата на човештвото пред да се врати кај својот, како што вели текстот, пастир и чувар на душите. И токму тука се случува пресвртот. Тука приказната го достигнува својот врв. Во Евангелието според Јован, Исус влегува во оваа древна метафора и прави нешто неверојатно. Тој не само што ја исполнува, тој целосно ја преобразува. Додава една сосема нова, длабоко лична, интимна димензија на целата приказна. И ова е една од неговите први големи изјави. И навистина е шокантна. Забележете, тој не вели само «Јас сум пастирот». Тоа би било очекувано. Наместо тоа, тој вели «Јас сум вратата». Вратата. Размислете што значи тоа. Тој не е само водичот кон сигурноста. Тој е самиот влез во сигурноста. Тој е преминот кон животот. Ова е таа радикална новина. Грижата веќе не е само за групата, за колективот. Сега таа станува длабоко лична. Прво, пастирот ја познава секоја овца по име. Замислете. Потоа, тој оди пред нив. Не ги тера, не ги турка одзади, ги води и најважното, тие го следат. Ама не од страв, не од принуда, туку затоа што го препознаваат неговиот глас и му веруваат. И сега може би ни станува појасно зошто на фарисеите им било толку тешко да го прифатат ова. Затоа што со овие зборови Исус не се представувал само како уште еден добар водач. Не. Тој тврдел дека е единствениот, дефинитивен пат до Бога. Дека е долгоочекуваниот Месија. Од нивна гледна точка, ова било незамисливо. Било дрско тврдење. И со ова конечно доаѓаме до крајната цел. До големото зошто. Зошто сето ова е важно? Која е вистинската причина за доаѓањето на добриот пастир? И кој е тоа крајно, големо ветување за стадото, што ќе го препозна и послуша неговиот глас? Еве го одговорот во една од најпознатите, најубавите реченици од целото Евангелие. Целта не е само преживување. Не е ниту само безбедност, ниту само водство. Целта, вели тој, е овците да имаат живот и да го имаат во изобилие. Живот во неговата потполна полнота. Тоа е ветување кој оди многу подалеку од само задоволувањето на основните потреби. И така, на крајот целата оваа метафора се спојува во едно големо, сеопфатно ветување. Оној изопачен род го наоѓа својот прав пат. Залутаните овци конечно се враќаат дома. Ранетите се исцелуваат за да можат да живеат за правдата. Со еден збор, тоа е целосна, комплетна преобразба. Од состојба на изгубеност во состојба на цел, смисла и изобилен живот. И така, на крај, оваа древна слика не остава со едно многу модерно прашање. Во денешниот свет, кој е преплавен со безброј гласови што се борат за нашето внимание, гласови од медиумите, од социјалните мрежи, од најразлични идеологии, што всушност значи да се слуша? И уште поважно, како да препознаеме на кој глас вреди да му се верува и кој глас вреди да се следи?